Набиена агенда и состаноци со влијателни личности. Председателот на владата Христијан Мицкоски, единствен лидер од Балканот на инаугурацијата на Доналд Трамп. Македонскиот премиер посетата во Вашингтон ја искористи за средба со Ричард Гренел, поранешниот шеф на Националната разузнавачка служба, а сега во новата администрација, нов председателски пратеник за специјални мисии и политика. Разговаравме за актуелните случувања, за предизвиците со кои се соочуваме како држава и нашето остварување на стратешките интереси врзани со членството во Европската Унија. Воедно побарав поголемо ангажирање од нашите стратешки партнери на тој план, како искористување на потенцијалите на економски план. Се бориме за секој интерес на Македонија. Претходно Мицкоски се сретна со Деви Нунес, председавач со соодветното тело за разузнавање на председателот Доналд Трамп и извршен директор на Трамп медиумската корпорација, Џон Битов, американски бизнисмен со македонско потекло, собственик на повеќе мултимилионски компании, Марко Галина, бизнисмен и одговорен за Мага во Португалија, и Крис Павловски, собственик на групацијата Рамбл. Разговаравме за можноста за инвестиции во Македонија, за конкретни проекти од бенефит за граѓаните. Воедно ја искористив можноста за лобирање за македонските интереси и позиции во однос на клучните прашања за нас. Станува збор за високо позиционирани луѓе во американското општество со можност за влијание на прашањата важни за нас. Мицкоски се сретна и со еден од највлијателните конзервативни американски новинари, Такер Карлсон, како и со позната телевизиска новинарка Меган Кели и со Патрик Бет Дејвид, бизнисмен и собственик на американскиот култен бейсбол клуб Нью Йорк Јенки. Мицкоски учествуваше на прединаугурацијската свеченост Мага Бал, кој се приредува од поддржувачите на американскиот председател Доналд Трамп.